Почитувани гледачи на OTV.mk, денес во лежерно интервју ќе разговараме со една мекап артистка, а тоа е Мерике Келеска, позната како Меја. Таа со своите раце создава уметност, односно со боите и четкичките ги разубавува многу девојки. По повод нејзината предстојна работилница на 11 јуни ќе разговараме денес како таа стигнала до ова место сега каде што е и што совети ќе им даде на девојките да изгледаат се поубаво. Мери, здраво, како си? Здраво и на вас, супер, одлично. Мило ни е што не прими тука кај тебе. Кажи ми, како започна твојата приказна со шминкањето? Па, мојата приказна, уште како мала, малку звучи банално, но баш така започна, уште како мала. Од секојаш знаев дека сакам да бидам шминкер. Од секојаш ме влечеше да работам со шминка, да првично на мене. И одлучив да се запишам на козметичко училиште, само заради шминката, не за да бидам козметичар, него заради шминкер. И после козметичко училиште, во тој период кога ја завршив, немаше опција да бидиш само шминкер, па одлучив да завршам една академија за фризер, така да направам комбинација. Пошто ме влечеше и фризури, па да биде шминка и фризура. Така, што најмногу те инспирираше да почнеш со оваа работа? Најмногу ме инспирираше тоа што, например, шминката јас ја сваќам како не само разубавување, туку ја подкрепи само довербата. И на трансформација кога правиме на клиенти на првично на самата себе и потоа и на клиенти, тоа беше најголема инспирација на кога еден лик се трансформира, кога се разубавува и сето тоа. Точно, посебно за секоја девојка кога изгледа убаво, само довербата нормално и поголема. Како изгледа еден твој работен ден како мејкап артист? И малку кажи ни за тоа, посебно како интернационален мејкап артист како изгледа? Точно, да. Работен ден како интернационален мејкап артист или ајде мобилен фрилансер и мејкап артист во салон е сосема различно. Затоа што, кога јас работев во градот, во Прилеп, имав свој салон и беше на секојдневна рутина, стануваш, работиш со клиенти, фризер, шминкер. Сега како интернационален мејкап артист е многу поразлично, повозбудливо и таа енергија тоа е уствари што ме влече се повеќе и повеќе. Тука се поендов повеќе во тој дел. Значи, еден ден како интернационален мејкап артист е многу поразличен од тој дел кога работиш во салон, затоа што има многу патување, има многу возбудливи моменти, има многу и денови кога сам си го организираш времето. Првично, например, може да биде да имаш закажани, 2-3 дена некое снимање, некој видео во друг град, во друга држава, потоа после работиш со невести, и затоа што за разлика од кај нас, работење со невести, одиш ти на самото место каде што треба да ја шминкаме невестата. Затоа е тоа така наречено мобилен мејкап артист. Така, значи ти сега не само што си во движење, туку и си во различни држави. Претежно Швајцарија и Италија, затоа што работам со швајцарска агенција и агенцијата ти најдува каде ти, например, би работел на кој проект и доколку прифатиш, треба да паташ, докато се работи за Цирик, за Луцерн, за било кој град или Милано. Тоа е убавиот дел што тие ти организираат се, ти само треба да се организираш со времето и да кажеш дали прифаќаш или не, али имаете тоа малце 2-3 дена е турбо од саба или динамика звучи доста динамично, али тоа е тоа што јас го посакував. Ова секојдневното в салон, станеш, работиш со клиенти, малку беше монотоно за мене. Да, сега веќе патуваш, движиш цело време, тоа е доста убаво, најверојатно. Кажи ми, која шминка тебе најмногу те дефинира? Да, па токму тоа е што јас сега го промовирам со овој настан. Еден настан ќе биде на 9 јуни и другиот настан ќе биде на 11 јуни. Разликата е што на 9 јуни ќе биде како отворен ден, open day, каде што јас сакам да првично ќе го промовираме глам изгледот, софт глам изгледот. Тоа е она што мене ме дефинира во мојот стил, посебно кога работам со клиенти. И ќе има практичен дел, што е многу интересно. Тој практичен дел ќе биде за сите оние што сакаат да научат како да се нашминкаш сам. Така, и баш тоа ми беше следното прашање. Кои се најчестите грешки кои девојките ги прават кога сами се шминкаат? Одлично, да. Ете токму затоа и овој настан, затоа што многу Јас верувам дека секоја средна жена е убава жена и ке секоја жена може да се најде нешто што може да се истакне. Значи нема лоши очи, нема лош изглед, само има лоша и добра шминка.
И многу жени не се умешни и не се шминкаат затоа што немаат самодоверба и не знаат како да се нашминкаат. Тој проект јас го работив и во Швајцарија, во Луцерн, и ми беше желба да го донесам тука во Македонија и да биде дел од каде што е мојот народ, да речем, каде што јас сум растела. Сега најголемата грешка и како шминкери почетници и како некој што сака сам да се нашминка е апликацијата. Апликацијата е од особена важност и тука има многу длабоки потточки, да речем, што треба да се изработат, да се научат, за да изгледа таа шминката онака сјајно и убаво. Софт Glamour изгледа како не е нашминкана, а уствари има многу работа. Да биде како природна. Да изгледа како природна, да. И тие техники ќе се изучуваат исто на ова работилница што е од 11 до 15, шминка за почетници, затоа што јас верувам дека во основата на шминката тука се крие на долготраен сјаен изглед. Доколку не се сработи нели тоа како што треба да има познавање на кожа, треба да има познавање на самиот облик на лице, на очи, на сето тоа и да се знае продуктите како се користат. Значи апликација кога велам мислам на кој начин да се нанесе производот. Значи секој производ се нанесува на различен начин. Во смисла дали е тоа масажа со раце, дали четка, која четка, како ја држиме, какви движења. Сето тоа ќе се изучува и сето тоа ќе биде како мали совети на 9 јуни. И така да ќе биде поделено на 2 дела, треба да биде многу интересно, да. Така, ние би сакале да присуствуваме, ќе гледаме да дојдеме. Да, и убаво е да се научи нешто да се изгледа убаво, а природно. Ете, точно, да. Пред малку спомнавме за невестински шминки. Каков е твојот пристап кон таа невестинска шминка? Точно, да. Невестинската шминка за мене, значи кога велам невестинска шминка, значи ме потсеќа на нешто нежно, убаво, сјајно. И затоа мислам дека Soft Glamour е најсоодветно нешто кога работиме за невестински изглед. Мене лично, мојот стил не ми представува, како да кажам, значи не ми е, не го замислам како нешто нападно, нешто да не се познавам себе си. Не ми е целта кога шминкам клиентот да не се препознае, него да се препознае и да се почувствува уште поженствено, уште поубаво. Тоа е невестинскиот изглед. Кога се гледа на невеста да е подстајча на нешто нежно, сјајно, блескаво, женствено, елегантно, значи додава на некој шармантен изглед. Тоа е тој Soft Glamour со нежни бои, во смисла топли нијанси, сјајни образи, значи сјајна лицето. Да биде невестата најубава. Најубава да биде, али да изгледа природно, че сепак секогаш да останеме на тој дел да изгледа на природна убавина, да, не на пример да биде пренападно. Мислам, секој случај секој има свој вкус и свој стил. Го почитувам тоа, меѓутоа мојот личен стил и мојата импресија како треба да изгледа на невеста да изгледа, сметам дека секојаш треба да биде нежно, убаво, нели онај глам изглед, да. Раскажи ми малку повеќе за тоа што ќе се случува на овој настан што предстои на 11 јуни. Така, на 11 јуни ќе биде работилница за така наречена шминка за почетници. Тука ќе се изучува ова што го споменав сега од основата. Значи јас кога почнав на пример со мојата кариера, почнав да работам во еден салон Јоцо фризер. Благодарност за човекот што ми даде можност да почнам да работам со клиенти и тоа почнав само со талент. Нели го изнесуваш она што го имаш во себе, талентот од себе го изнесуваш, меѓутоа гледаш дека нешто фали, дека не е тоа баш така професионално, шминкаш ама нешто фали. Секогаш некои грешки правиш и ти си ги гледаш грешките. И во тој период немаше многу академии, посебно во Прилеп немаше воопшто, така да одлучив јас тогаш да одам во академија во Скопје, во Небојша Пешевски беше мекап артисто, и видов дека со тие чекори, нели ова апликацијата што го спомнавме сега, дека со тие чекори мојата шминка се подобри, изгледаше по-професионално, по-чисто, помалку грешиш, помалку време ти одземе сето тоа. Така, друго е тој талент кога ќе се надогради со нови знаења. Точно. И затоа исто кога имав нели работилницата во Луцен, сватив дека би било многу убаво сега во нашето место, во нашиот град, некој да ми го презентира сето тоа знаење од сите тие години, да им го презентира и да ги научи, да ми покаже како тоа треба да изгледа, како тоа да се почне од самите почетоци, нели, од нанесување на пудра. Пред нанесување на пудра има многу други чекори што треба да се знаат за да изгледа тоа професионално. И затоа тоа сакам да се сработи дел по дел,
нели од основата, од како да се третира самата кожа, од познавање на самата кожа, па потоа одиме со апликацијата, па алатките нели да се препознава. Значи има голема разлика дали алатката, на пример, ја држиме чист пример на почетокот или на крајот нели на четката, како нанесуваме, има различен ефект. Јас тоа не го знаев додека не изодив курс нели. Затоа тоа сето спакувано, плюс нели со овај од козметичка страна се познава кожата, да се познава нели какви облици на лице има и сето тоа. Сето тоа треба да биде првично да се совлада, за да може некој мекап артист после да креира сопствен стил врз база на нели на ова основно. Значи ова воркап работилница сега ќе биде за почетници на менета пред се. Точно. И тие би се стекнале со некои основни познавања и вештини кои на пример. Да, познавање на основни вештини, првично кој што реков да се познава нели типот на кожа. Значи да разликува тип на кожа како. Точно, затоа што е многу особена важност е кога нанесуваме некој производ да знаеме не може да нанесиме производ доколку е засува кожа на мрсна кожа. Меѓутоа треба јас да имам познавање каков тип на кожа се работи кога имам еден клиент првично. Значи од особена важност да ги познаваме производите со кои што работиме, али да познаваме нели и нашите клиенти какви типови на кожа имаат. Потоа апликацијата, значи исто од голема важност апликацијата, значи има разни стилови на движење на раце, разни стилови на расенчување, така наречено тапкање. И сето тоа си донесува до некој ефект, како шминката да изгледа нели посјајна, зошто да не биде првично да се нанесе директно пудра нели без основата на третирање на кожата. Значи девојките кои што ќе дојдат на оваа работилница ќе имаат можност да научат повеќе за тоа како сами себе да се нашминкаат поубаво, а да изгледа попрофесионално. Точно, И што ја прави твојата работилница поразлична од другите? Дали оваа работилница или било која друга што ја имаш? Што е тоа што те прави поразлична од другите мејкап артисти? Да. Оваа работилница е поразлична затоа што не одиме на само да се научат стилови на шминкање, на пример смоки ајс и работење со ајлайнер или со како да се исцрта едно око, меѓутоа одиме во длабински во структурата на окото, затоа што кога правиме една шминка, не може да нашминкаме со иста таа шминка 10 души на истиот начин. Секогаш има некои трикови за различни стилови на очи, како што рековме, значи нема лоши и грд изглед на очи, него има лоша и добра шминка. Тоа, значи, кога знаеме дека во овој стил на очи, нели имаме очи со паднати капаци, очи со крупни очи, и сите тие детали, нели, за да се коригира изгледот, тоа предонесува, нели, да се истакне убавото. Значи, не да се научи еден стил на шминка, например, смоки ајс, да ги научам контурирање, смоки ајс и готово, завршили сме со курсот. Него се оди длабински за секој еден стил или облик на око, да знаеме каква шминка треба да нанесеме, затоа што секаде е различно. Значи, ќе има и практична обука. Така? Точно, да, со практичен дел, каде што ќе вежбаме практично со константно со мој надзор, да му покажам нели како се чекорите, да видиме какви движења прават со рацете кои треба да се извежба. За потоа кога сакаат тие да креираат некој изглед, дали сакам да креирам некоја си, не знам, арапски стил, нели нападен изглед, ајлайнер исцртување, веќе имаш ти основата и сега брз база на таа основа можеш да креираш изгледи да го менуваш ликот. Така. И сега оваа практична работа тие уствари ќе можат повеќе да се едуцираат или да научат. Да се едуцираат, точно, да. Едукацијата во овој курс ќе биде од особена важност, нели и теоретски дел, меѓутоа и практичен дел, нели да се извежбаат тие чекори, да се извежбаат движењата. Затоа што спрема мене без добра практика нема ни наука, нели? Точно. Невестите. Одма да одговорам. Да, невеста, си еднаш во животот. Невеста си еднаш во животот, затоа што има многу барем стрес. така се вели. Да. Стресовна, да изгледа се перфектно, да сум најубава. Значи стресот си го прави своето, затоа се потешки за работа, се многу возбудени и се многу исплашени. И затоа е многу потребно, мислам, многу особено да има консултација. Тоа се практикува, не знам дали овдека сега тоа се практикува, него секогаш има пробна шминка, консултација пред ден-два пред свадбата, за да знаеш точно што сака невестата. Да. Нормално тоа се наплеча, али во смисла сакам да кажам дека оди како пакет,
мора да има консултација и пробна шминка, па потоа се оди на гладната шминка, ради што невестата е возбудена. Сите невести се возбудени, небитно од која држава се, секоја се возбудена. Додека моделите ти си главна фаца, ти кажеш како да биде. Фотографо и мекап артистот се работи нели со светлото, се работи спрема тоа како треба да е, која е креацијата, која е идејата на самиот настан на самото видео и се работи. Значи моделот нема сакам не ичам. Моделот прифаќа во смисла моделот е само буквално не зборува воопшто. Едноставно, значи креираш, значи како една кукла да имаш пред тебе, креираш и целата работа е спрема фотографо и мекап артисто или доколку се работи за модна ревија со нели менаџери и сето тоа што е која е идејата на шминката на целата ревија и се следа само нели кој стил. Тој дел мене ми е малку повозбудлив, нели до на истинскиот. Самата енергија, мада се работи по цел ден, значи може да биде од утро па до вечер да се работи, посебно кога е модна ревија, се спрема моделите од утро до вечер. Меѓутоа тоа е тоа мене што ме онака ме фасцинира уште повеќе таа енергија кога креираш нешто, кога створуваш нешто, кога ти се слободени рацете ти да креираш нешто. Додека кај невестите пак клучниот збор го кажува невестата, како треба да биде. Ти може да ја даеш некоја сугестија, нели да ја даеш некој совет. Јас сметам дека оваа шминка би била подобра, но доколку инсистира, сепак оставаме на невестите. Па да не почне да ни плаче, да биде емотивна, да. Мора да ја слушаме невестата. Мора да ја слушаме, А што тебе те мотивира да ги обучуваш другите, да го пренесеш своето знаење, да ги одржуваш овие работилници? Која е твојата мотивација? Точно, одлично. Сега одмината целта која ми беше точно зашто тука. Една од главните причини беше кога еве ова јас пат што го изводив, затоа што не беше едноставно сега јас од Прилеп па да одам во Скопје да барам стан и сето тоа. И шминката е во се поголем, како да кажам, се повеќе е побарана шминката, нели за кога се случува за некоја прослава, нели свадби и сето тоа. Нема, барем кај нас во градот Скопје верувам дека има, нема некоја си обука како работилница. Зошто работилница? Зашто не велам академија. Академија, нели кога си фризер, одиш на академија, изучуваш неколку месеци, 3 или 6 месеци, изучуваш да бидеш фризер. Меѓутоа работилница како работилница, ние како фризери сме оделе на работилница да научиме некои нови чекори, да научиме нешто што е новитет во фризерајо, балајаш излезе и сето тоа. Меѓутоа за шминката никогаш не е мало. И јас секогаш кога работев овде со мојот салон се викав како нема некоја работилница сега да се некој да може нешто да не научи, некои трикови, нешто што е модерно. Гледаме сега ние на YouTube, пробуваш, ама не е тоа, сепак некој треба да е до тебе и да ти каже дека ова што го спомнав некои мали детали. Ти четкава ја држиш подолу, нели поблиску, зошто ти има подразличен ефект. И ти работиш, пробуваш, гледаш на YouTube, не излегува исто. Да, туторијалите не се во живот. Нанесуваш пудра. Да, и тој е многу битен, исто така, многу битен фактор, да речам, затоа што пудрата колку ја нанесуваме, значи количински. Не можеш само да натрупаш, нели, да изгледа тоа масно и неубаво, као си покрил 1 сат, изгледа убаво и после по неколку часа изгледа масно, неубаво. И тука има трик, значи како се нанесува дел по дел, слој по слој. Секоја кожа различно ја нанесува. И сите тие детали јас посакував, нели, да има, тогаш немаше ни многу ни YouTube до душа, како сега што има и Instagram и сето тоа. И посакував да има некој скоцкано сето да ми го поклони, да рече еве работилница во која што ќе ги научите овие чекори детали. Да ти даде таква можност, каква што ти даваш сега. Да. Спомнавме пред малку дека за различни видови на кожа има различна шминка. Најверојатно се случува да дојдат девојки кои имаат проблематична кожа. Како ти се справуваш со тој проблем? Точно, да. Токму затоа е тоа особено важно да ја познаваме кожата на самиот клиент. Затоа што има кожа, нели, кожа и со лузни, кожа со акни. Сите тие работи мора да се знаат, а верувам дека шминкер како шминкер би го сработил нештото, меѓутоа ако не знае точно како да се справи со таа кожа, ако не ги знае основата, нели, повторно, тогаш ќе има потешкоти или нема да има добра покривност, или тоа ќе биде, или да речеме, еве,
кожа со акни, не само кожа со акни, и кожа со брчки. Така, или повозрасна кожа. Сосема е различна апликацијата во повозрасна кожа него во помладешка кожа, затоа што тука се сретнуваме нели со линии, со брчки, тука треба да знаеме исто на кој начин да се нанесе, какви кремови, како да се нанесе кремот, за да знаеме да дојди пак до еден мазен изглед, не да дојди до контраефект. Наместо да не можеме да ги прекриеме, да се истакнат. Точно, али барем да биде да се одржи шминката во текот на денот свежо да изгледа. Не може да се покријат брчките, нели да се пример да се скријат, не можеме да направиме магија, не можеме да направиме операција, не ова ботокс, нели, ама може да се направи да изгледа сјајно. И како што рековме, ако има сјајна ликот, ако има сјајна образите на очите, нема толку до израз да ида брчките. И исто така, ако нанесеме, ако апликацијата е на погрешен начин, се нанесе премногу продукти или неправилно, оди и до тој нели контраефект, уште повеќе се назначува брчките, што тоа никој не го сака. Затоа вика, нанесов пудра, ете токму затоа ова се едукација што е на 9 за како се нашминкам сам. Не можам јас пудра да користам, ми се познава брчките. Не е точно, него треба да знаеме што неправилно нанесене. Неправилно нанесување иди до нели до да се појава нели да дупло да се појава или онака да дојди до контраефект. Да, баш да се истакнат. Така, тоа се некои мали детали, ама ако ги прескокниме. Мери, ти благодариме многу за твоето гостопримство, ти посакувам успешна работа и оваа сега работилница која што ќе биде на 11 јуни, се надевам дека ќе биде многу посетувана и дека многу девојки ќе ги послушаат твоите совети за да изгледаат поубаво. А вие, девојки, повелете на работилницата кај Мери и тоа ќе служи за ваше разубавување. Се гледаме во наредно интервју.